Продолжуваат спортските настани по повод 11 ноември, денот на ослободување на Куманово. Во организација на Општинскиот сојуз на спортови, како и Сојузот на училишен спорт, во салата на средното училиште Перо Наков денеска се одржа и турнир во футсал, насловен пехар на градоначалникот. Претходните денови веќе се одржаат турнири во баскет, во машка и женска конкуренција, бадминтон. Утре ќе се одржи и улична трка за ученици од основни и средни училишта. Покрај овие манифестации за учениците, вклучени се и клубови во самите активности. Тук имаме повеќе различни спорти, се одржа футсал турнир, ќе имаме аикидо надпревар, пинг-понг надпревар, аикидо семинар, во шаковски надпревар, куп во риболовство, така. И веројатно тоа ќе биде реализирано се, без прекин, што ме радува за разлика до сегашните, помно прекини откажување на надпревари. Така што оваа година сум презадоволен и од досега организираното, а верувам дека вака се мотивираат и повеќето клубови, дека и ние напредуваме, учиме да имаме уште повеќе манифестации, да биде многу поинтересно за самите спортисти, самите ученици, да почувствуваат она пак како е враќање во оној надпреварувачки дух, па и самата возбуда, нормално и задоволството од успех на некого да се награди, да се добие чест да настапи. Тоа е целта на самите овие надпревари. Нормално дава повеќе задоволство кога е по повод на Ден на градот и кога се има побогата програма по повод овој нашиот најголем празник практички. Ова е дел од активностите што ги организираше Општински сојуз на училишен спорт на Куманово. Во петок на 5.11 организираме бадминтон во основно училиште Вукаредич. На 8 имавме турнир во баскет за средни училишта, што помина безпрекорно. Децата беа задоволни. И денеска сме на еден турнир по повод 11 октомври кој се вика за пехар на градоначалник на општина Куманово. Во него учествуваат сите средни училишта, 5 училишта од градот. Амбиентот е добар. До сега имаме 3 турнира и сега се надпреваруваат кој да го земе тронот од општинското првенство што се организираше пред 2 недели. Од двата сојузи нагласуваа дека ваквите турнири се особено значајни по ограничувањата кои што ги имаше претходната година поради состојбата со пандемијата од COVID-19.